податоците кои што ги презентиравме денеска покажува дека продуктивноста расте. Ви кажа, во одреден временски период до 2017 година продуктивноста расте многу побрзо него плати. Тоа значи дека имаме потенцијал значителен во кој што платите треба дополнително се коригират и да растат. Повторно кажувам, ќе остане наш приоритет и понатаму да ја поттикнуваме продуктивноста на трудот преку вложување во нови технологии. Она што постојано инсистираме дека сакаме да видиме инвеститори со повисока додадена вредност, тоа значи дека сакаме да видиме инвеститори кои што вложуваат во нови технологии. Бидејќи новите технологии го поттикнуваат растот на продуктивноста. Дополнително, малку подинамично промовираме нова мерка која што постои во регулативата, меѓутоа многу малку е користена. Тоа е компаниите може да користат поддршка од државата до 50% за програмите за развој на вештини во самите компании. Повторно кажам, таа мерка во минатото многу малку е користена. Ние малку по динамично ја комуницираме за да компаниите станат свесни дека постои таа можност и дека државата стои во тој сегмент како поддршка во развој на вештините и дополнително поттикнување на продуктивноста. Меѓутоа, она што го кажав и на почетокот на мојот мандат, внимателно ќе го следиме во растот на платите. Нема да дозволам, ниту јас, ниту било кој во институциите, растот на продуктивноста и добивката и бенефитот од растот на продуктивноста да биде исклучиво на конто на компаниите. Тој бенефит мора да се подели еднакво со работниците.